Овде на кеот на реката Црни Дрин во Струга поставени се знамињата на државите од каде што доаѓаат учесниците на годинешниве 60-ти поред струшки вечери на поезијата. Но една од најпознатите манифестации на фестивалот, поетското читање Мостови, кој што традиционално се одржуваше на мостот на поезијата позади мене, годинава нема да се одржи таму, туку на отворената сцена на хотелот Рим поради актуелната ситуација со COVID-19. Ќе изостане и традиционалното садење на дрво од страна на добитникот на највисоката награда Златниот венец на струшките вечери на поезијата. Добитничката на ова престижно признание годинава британската поетеса Керол Ен Дафи не дојде во Струга. Таа ќе има само видео обраќање, а нејзино присуство во Струга е најавено за нареднава година, за 61-то издание. Во продолжение да ја слушнеме изјавата на директорот на фестивалот Тодорче Тасевски околу програмата и содржините. Ние успеавме да испорачаме едно издание кое што ќе се одржи со почитување на сите пропишани најнови мерки за заштита од ковид, значи со контрола на публиката во однос на поседување на сертификати за имунизација и сертификати за преражен ковид. За разлика од минатогодишното издание каде што однапред беше одлучено дека странските поети ќе се представат без исклучок со видео читање, оваа година поканивме околу 20 странски поети, од кои што 15 ќе бидат со физичко присуство. Програмата на фестивалот го задржува својот препознатлив формат. Заради условите на пандемија моравме повторно локациите на главните настани на струшките вечери, значи отворањето и затворањето, да ги префрлиме на покриената отворена тераса на хотел Дрим. Како во програмата се предвидени мемориални чествувања на доањените на македонската книжевност и поезија Богомил Ѓузел и Анте Поповски, а како специјален настан во рамки на националната програма за одбележување на јубилејот 100 години од раѓањето на Блаже Конески е предвидена и промоцијата на специјално издание на изборот поезијата и кратката проза од Блаже Конески. Годинава изданието се одржува под мотото "Извишени сведоштва, возвишени стихови" и се однесува на дрвјата што лауреатите секоја година ги засадуваат во паркот на поезијата. Преку ова мото сакавме да го свртиме вниманието на јавноста кон паркот на поезијата, кој што навистина е уникатен и заслужува и поголема свест околу неговото одржување и почитување. Годинава на фестивалот ќе настапат 30 на поети од 15 на земји. Од фестивалот велат дека добро е што струшкиве вечери на поезијата и во вакви услови го продолжува континуитетот на одржување кој трае од 1961 година, во време кога добар дел од светските поетски фестивали се одложени или пак целосно откажани. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.